млада драмска актерка која потекнува од Драмскиот театар во Скопје. Деновиве имаше настап на глумците пеат. Имаше настап и минатата година. Голем број на представи во наплив од интересни улоги. Гостинка во ова издание на Трилинг е Нина Елзесер. Добре дојде во емисијата. Добро ве најдов и ви благодарам за поканата. Чест ми е да бидам ваша гостинка. На 5 години прв пат сте имале можност да настапите и да глумите. Тоа по потреба, неопходност и по она што можев да прочитам, сте имале проблем за да проговорите. Да, многу интересно. Јас кога сум имала 1 година сум зборувала многу, но не сум одала. И тоа моите родители ми го имаат кажувано дека само сум седала на земја и само сум зборувала нешто. Дај ми ја чашата, дај ми ова. Но после некое време сум почнала да пелтечам и на 5 годишна возраст ме однеле во драмско студио кај Весна Петрушевска Бејби и Сенко Велинов, за да можам некако да се опуштам во комуникацијата со моите врсници, да можам некако да едноставно да ми се олесни говорот, поради тоа што очигледно сум имала проблем со моториката. И од тогаш па наваму мислата ви тече, зборувате 300 на час? Па не би рекла. Многу сакам и да молчам. Ама да, не ми тече 300 на час, но секако кога сум на сцената и кога тоа е потребно, секако дека можам да го изведам. Како е да се биде во тугите чевли? Во ликот на сосема некоја поинаква личност? За мене тоа е како еден вид медитација. Не секогаш е многу пријатно во тугите чевли, но кога сум на сцената, јас комплетно заборавам на својот живот, на мојот начин на размислување, бидејќи кога сум во тугите чевли, начинот на размислување се менува, како тече мислата, сето тоа е поинаку, изгледот е поинаков дури. И тоа сега ми се случи и во Болва во Уво. Добив убави коментари од моите колеги, кои што многу ми значат, и ми рекоа дека целиот физикус ми се изменил само поради тоа што вистински сум влегла во тугите чевли, односно во ликот на Луси. И тоа ми е многу интересно, бидејќи јас на некој начин тоа го доживувам како медитација, како едно излегување од себе си, за да можам да видам како е во тугите чевли. Не секогаш е лесно да се биде во тугите чевли, поради тоа што нели секако ние овековечуваме разноразни ликови кои што имаат различни судбини, тешки, лесни, мислам не постојат тешки или лесни, но нели секако се влегуваме во нивните чевли и ја учиме нивната биографија, за да можеме целосно да ги представиме на публиката, но и ние да се соживееме со нив, и никогаш тоа е малку тешко. Знаете дека за користење на телефон се одзема 20% од плата? Извинете, шефице, не е крива Светле, јас ја замолив да ми даде пуњач. Мојот телефон се изгаси, морам да пратам порака. Еве, јави се тука пред сите од мојот телефон. Ајде да видиме што е толку итно. Како не ти е срам? Веќе се спи. Не викајте, молам. Дај ми ја да ја видам. Кај си, бе, мама? Елеле, колку убава торта имаш ти. Кој си има 3 свекички? Ти, мама? Кој си има роден ден, злато? Елеле, полниш цели 3 годинки, бе. Сега заедно да ги дуваме свекичките, може? На 3, ајде. 1, 2, 3. Браво, мама, браво! Ајде сега, чао.
Ќе си дојде мама за брзо. Кога ќе се? Не знам, за 1 сат. Ајде, чао. На 16 години сте се двоумеле помеѓу медицина и актерство? Да, да. Што беше пресудно Нина Елзесер да стане денес глумица? Пресудно беше, можеби тоа што имам многу страф од крв. Не, се шалам. Секако, пресудно беше тоа што мојот интерес за уметност беше присутен во мојот живот уште од најмала возраст, уште од 5 годишна возраст. Така што сепак и мојата прва љубов е музиката од уметностите, што и не е така случајно, поради тоа што и моите родители се музикални, имаат слух, имам и тетка која што е пианистка, така што сум била уште од мали нозе обкружена со уметности. Така што некако веројатно сходно на тоа најлогично би било да тргнам по тој пат на уметноста. Стиграле во представите Јулија и Ромео, Скопјани, Болва Волво, Ифигенија за ништо, подготвено, активно сте пред камерите, појавувајќи се во неколку македонски серии. Каков тип на улоги преферира Нина Елзесер? Па сега за сега сметам дека добро се снаоѓам, ова може ќе звучи малку нескромно, но сметам дека задоволително се снаоѓам и во трагични улоги, и во комични улоги. Сега во последно време со Болва Вуво почнав и повеќе да го истражувам комичниот дел од себе си. Иако не ми е прв пат да се најдам во таква улога, и веа спомнавте и Скопјани во режија на Милош Антоновски, тоа е представа која што ја работевме по текст на Оливера Ќорвезировска, Улиците што ги нема. И мислам тоа беше базата на нашата представа, и работејќи ја представата во процесот споделувавме разни наши интимни лични приказни. Меѓу другото, јас ја споменав и мојата лична приказна со мојата мајка кога сакав да се преселам од дома, да се иселам од дома. И така настана цел еден монолог кој што беше вистина многу комичен, во кој што јас ја играм мајка ми, но сето тоа е доведено до некаква карикатура, секако дека мислам тоа беше потребно за да се добие ефект во представата. И тоа можам да кажам дека е првата представа во која што сум се пробала во некоја така покомична улога, и уште тогаш почувствував дека можеби можам да се снајдам таму, а сега во Болва Вуво со Синиша Евтимов, режисерот, навистина добро соработувавме и сватив дека можам и таму да се снајдам. Така што би сакала се да играм. Сакам се да играм, секако. Мислам, не би можела да изберам. Нема нешто кое што ми е подраго, само сакам да истражувам, а сега во моментов тоа што најпоследно сум го истражила, ете, комичниот дел, па сега можеби малку сум посветена на тој дел, но секако би сакала да ги истражувам сите аспекти на актерството. Дека театарот ви е влезен длабоко во срцето, точно ли е дека пред некој период, поточно во представата Фамилија Адамс, вашиот колега Сашо Тасовски морал да ве носи на грб, бидејќи сте биле со скршен прст? Да, всушност прстот го скршив, бидувајќи внатре во сандакот на представата Ифигенија за ништо. И требаше да излезам од сандакот и прво тропав со рацете, а тоа беше една тешка основа, масивно дрво. И јас лупав прво со рацете и после почнав и со нозете, а бев боса. И тоа е моја немарност секако, но тоа се бараше од мене за да ја изиграм нели улогата како што доликува и како што беше договорено за премиерата. И го скршив прстот, а утре дента требаше да одиме во Велес на фестивалот Петре и да ја играме представата Фамилијата Адамс.
Јас утрината отидов на доктор и ми рекоа никако играње представа. Ова не, значи мора да се мирува, затоа што прстот е скршен, допрва треба да се лекува и слично. Во моментов не смеете да играте представа. А јас во фамилијата Адамс имав некои така физички напори кои што беа потребни да ги направам за да ја доловам нели улогата до крај. И јас си реков што ќе правам, се слушнав со режисерката, ми вика не знам, ти одлучи, со Теја Беговска. Ми вика не знам, Нина ти одлучи, твој прстот, ти си го скрши. И јас си велам добро, окей, ќе отидам во Велес и отидов и бев со Завој и Сашо Тасевски, тогаш излезе тоа видео од Сашо како ме носи на ушка за да ме пренесе од ресторанот до театарот во Велес. И тоа беше доста интересно, бидејќи таа изведба ја играв со штаки и секако бев многу горда на себе си што не се откажав во ниту еден момент, дури и кога имав вистинска физичка попреченост, но некако и покрај таа физичка попреченост едноставно не е возможно да се откажам јас од мојата професија, бидејќи сепак испадна дека е возможно и така да се изведе. Нина Елзасер, млада актерка од Драмскиот театар, гостинка во Тренинг. Елзасер, културата во Македонија низ призмата на младиот човек. Па сметам дека театарот не е доволно застапен и можеби уметноста воопшто. Секако ми е многу драго што сум повикана во оваа емисија и што секако имаме некаква видливост на телевизија. Драго ми е и што сум добитничка на Златната буамара на популарноста оваа година, која што е сепак нели манифестација за видливост. И драго ми е што се грижат луѓето за уметноста, но сепак мислам дека не е доволно. И сметам дека треба луѓето почесто да одат во театар, поради тоа што тоа е местото каде што секогаш можат да најдат нешто за себе, дури и кога нема да има ништо, може да најдат нешто, затоа што ние сме таму, ние сме живи луѓе кои што играат на сцената и секогаш можеме да понудиме некаква вистина, иако за нас се вели нели дека актерите лажеме, но сепак ние не лажеме, ние го подготвуваме. Вие кажувате суровата реалност? Ја кажуваме суровата вистина, која што можеби луѓето не сакаат некогаш да си ја признаат или можеби не ја препознаваат воопшто. Како општество сите потврдивме, ова е ваш став. Зошто? Каде потврдивме? Па потврдивме со тоа што сметам дека многу сме изложени на информации, преплавени сме со разноразни детали за светот, детали за кои што претходно не сме знаеле, не сме били изложени на тој проток на информации. Сметам дека се обременуваме со разноразни докази за злосторства и за вонредни состојби и заговори за кои што нели секако и не можеме до крај некогаш да ги разбереме. И сметам дека кога има таква информациона бомба, кога таа бомба ќе детонира, дури и реалноста има чувство, ни дава чувство на некаков заговор. И ми сметам дека сите овие онлайн AI, deepfake и сета таа наша изложеност на сите тие информации не тера да се прашуваме што е вистина и дека едноставно живееме во некоја друга реалност и стануваме немарни и не се грижиме доволно едни за други и сметам дека денес егоцентрични сме? Па да, и себични и тоа не прави да сме мрзеливи, да немаме волја за да твориме и да помогнеме на другиот и затоа сметам дека Вие велите во една прилика треба да бидеме доволно самокритични. Да.
мора да бидеме самокритични. Мислам, и јас кога го зборувам ова, и себе си се ставам во таа група на луѓе, секако дека не се изоставувам од тоа. И сметам дека мора да бидеме самокритични, бидејќи ако мислиме дека сме најдобри, никогаш нема да мрднеме напред, така. Секогаш мора да ги воочуваме грешките и да учиме од нив. Нина Елзесер, потекнувате од познато скопско семејство. Јохан, вашиот татко, многу мина го знаат како урбана скопска легенда. Да. Вашата мајка е професорка. Многу малку веројатно знаат дека корените ви се германски? Корењата, да, ми се германски, од на татко ми страната. Прадедо ми бил германец. И интересно е што всушност и презимето кое што многу мина знаат да ми речат дека е вистински звучно, доаѓа од една област која што е денешна Франција, област во Франција, Алзас. И тоа е лозарска област, каде што има многу лозја. Интересно е што мојот прадедо кога дошол во Скопје, првото нешто што го направил е отишол на лозјата на падините на Водно и таму почнал да крои лозија. Дали тоа е токму лајф мотивот за речиси секоја година традиција да ви биде како семејство, говорам, Свети Трифун? Да. Ние се уште ја одбележуваме. Сега во моментов не се собираме во толкав број во колкав што порано се собиравме. Сега сме повеќе така во кругот на најблиските, но своевремено тој настан беше така доста посетен и веројатно и оттаму и мојот татко станал некако урбана скопска легенда, како што рековте вие. На крај, доколку ви биде понудено улога да треба да одглумите некоја македонска политичарка, која би одбрале? Какво прашање! Не сум добила вакво прашање до сега. Не знам. Македонска политичарка. Може би, моменталната председателка Гордана Силјановска, така да речем. Не знам, искрено не сум размислувала на оваа тема. Благодарам за издвоеното време и за гостувањето. И благодарам и на вас. Нина Елзесер, македонска актерка, гостинка во Тренинг. Следте уште едно издание на ТВ магазинот Трилинг, во кое гостува гувернерот на Народна банка Трајко Славевски, потоа ректорот на Универзитетот во Тетово Зен Дели и актерката Нина Елзесер. Довидување до идниот петок во исто време.